Поплавите што се случија пред еден ден во Кичево предизвикаа големи штети за жителите на неколку населби во градот. Меѓу најпогодените се населбите Прилепска и Подварош, каде што водата навлезе во многу домови, предизвикувајќи значително оштетување. Жителите на овие населби велат дека штетите се големи и дека не паметат поплави од вакви размери со години. Тие истакнуваат дека ситуацијата била ненадејна и дека имале големи тешкоти да ги спасат своите работи од водата. Дојде многу брзо. Во 10 сатот комшијава ми се јави на телефон, преливат реката од задната страна и за пола сат се наполни вода, овде 1 метра ниво на куќава, гледате до каде што е. Ова се случи и пред месец и пол, само беше многу помала вода, не беше санирана. И еве, ова не знаете. Така име на комшијата се јави, така да ова е во минативе 59 години, јако го што знам, 4 или 5 поплава, но вака брзо да не поплави во рок од 20 минути, да постигне висина од пола час, да постигне висина од метар, ова досега се нема случај. Значи, предходните 15 години еднаш е чистено коритото, односно издлабено и бевме рад, што се вика, но сега ова стварно изненадувачки. Гледавме како коритото, реката го преминува коритото и се излева и исто така реката течеше и по улица. До сега ваква поплава не сме имале никогаш. Ова поплавени бевме за 10 минути. Инаку надвор беше, во дворот имаше вода, гледавме, куќа имаме, многу пуштив да не страпмуваше од водата. Наеднаш после за 10 минути се наполни и улицата и од другата страна од реката. Реката е тука одма до нас. Ние сме најблиску до реката, иначе во куќа. Колку имаше вода во куќата внатре? Куќата имаме 3 степеници. Мислевме дека нема да влезе внатре. Имам внуче мало, гледаше тука, кога гледаме, дошло до 3-та степеница. И го фативме и рековме да одат в село, ова сито се наполни внатре. Успех ли едно 2 коли в гаража, само ни да ги тргнам од гаража и тоа беше. Во 11 веќе беше, ево ова ниво постигнато. Гледате, демека не се облага ни внатре, све паднато и зидови, све, куќата не се облага, немој да живееш, немој и готово. На улица сме, тоа е. Ако можат владата тоа да се помогне, како кажа и детево, убаво е. До они тие се шечат, до министерот што е за ту социјала, ако може да ни помогне, ќе дапе многу ути. Немат кај доеме, со деца сме, со болни луѓе сме дома. Затоа ќе даа еден апел до надлежните, до владата, да може да се најдите едно решение за нас, затоа што ние немаме кај дојме. Вистински немаме. Све е поплавено, немаме крајно решение више. Немојме да се вратиме. Во 4 савали сме бегале. Дел од жителите на населбата Прилепска моментално се привремено сместени во спортската сала во Иванидол и бараат од надлежните институции да ги исполнат дадените ветувања за обезбедување на домување, нагласувајќи дека итно им е потребно трајно решение. Сакаме да ги добиеме становите поради не фате поплава во сите 3 соби, сите 3 каучи, врати ми се откорнати и вака се сите 3 соби, значи ломе хаос на незаживение. И јас се плашам и да седам во куќата. Ја одавде барам смештај. Ако не ми дава смештај, ја одавде не излагам. Вака душо. Ние сме овде вака, како цела држава знае состојбите наши. Овие што ни се доделени, причината за станок, сме ги платили по 200 евра документи сме платили. И долу ние немаме за живење каде. Тоа на лице место, 2 пати поплава не пати. Значи ве молиме, сакаме, ние сите од овака што сме, да си оиме во станови. Нека се снајдат тие кај знати што. Жителите апелираат за брза интервенција од страна на властите за санирање на штетите и за спречување на слични ситуации во иднина.